Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Што се случува со мозокот ако дојде до мозочен удар? Што треба да се направи ако ние или некој што го познаваме покаже симптом на мозочен удар? Кои се 4 едноставни наредби кои помагаат да се утврди дали се работи за оваа сериозна здравствена состојба? Велат дека времето е мозок и секоја секунда по појавата на симптомите е драгоцена. Па колкава е шансата за опоравување ако пациентот се јави во првите 90 минути по првите симптоми? Како изгледат прогнозите со секој изминат час? За мозочниот удар и ургентната терапија денеска зборуваме со доктор Игор Неделковски, специјалист невролог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на Телма. За симптомите на мозочниот удар и ургентната терапија денеска разговараме со доктор Игор Неделковски, специјалист по неврологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добар ден. Добар ден, ви благодарам за поканата. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Можете ли да ни кажете што знаеме засега за мозокот? За каков орган се работи, се менува ли во текот на животот, се создаваат ли нови нервни клетки? Така, значи мозокот представува едно ремек дело на нашата природа, преку кој се регулираат сите телесни и ментални функции. Мозокот го контролира мисловниот процес, емоциите, гладот, дишењето. Мозокот всушност е еден сложен орган, по својата природа не е мускул, изграден од нервни клетки, крвни садови, глијални клетки, меѓутоа покрај тоа што не е мускул, јас би рекол дека мозокот треба да се тренира со когнитивни тестови, например, решавање на различни когнитивни тестови како квизови, судоку, исто така работењето во градина, спортот, сето тоа допринесува да се забави, нели, невродегенеративниот процес, затоа што мозокот, нели, со текот на годините почнува тој невродегенеративен процес. По 35-та година од животот негде се смета дека почнува тој невродегенеративен процес и ние со помош на овие задачи или тестови можеме да го успориме тој процес. Исто така, нели, мозокот од секогаш како сложен орган предизвикувал голем интерес, јавен интерес и исто научен интерес да се истражува работата на мозокот. Нели, има некои податоци и студии кои ја анализираат и влијанието на класичната музика на мозокот. Велат кој слуша класична музика, тој е попаметен. Така. Има вистина во тоа? Па може да се каже, да, затоа што класичната музика како нели едно врвот на музиката, исто така според некои студии, нели, допринесува да се забави тој невродегенеративен процес, исто така го спречува и развивањето на Паркинсоновата болест преку алфа-синуклеидот. Некогаш трудниците пуштаат класична музика, велат за добро да се развие мозокот на сите уште нероденото бебе. Точно така. Значи, зошто да не? Зошто да не, да. Класичната музика, нели, исто така и учењето нови јазици, нели, исто така помага во тој процес на тренирање на мозокот, затоа што нели е докажано дека кај луѓето што говорат повеќе јазици, исто така се забавува тој процес на невродегенерација. Повеќето од нас се користат десната рака, но некои се левучари. Така. Значи ли дека користиме во тој случај различни сфери од мозокот? По принцип, за нас невролозите, нели, е важно тоа да нели, при невролошкиот статус го прашуваме пациентот дали е левичар или десничар, затоа што кај левичарите, например, доминантната хемисфера за говорот, например, е десната. И обратно, кај тие што пишуваат, што работат со десната рака, е левата хемисфера, доминантната хемисфера за говор. И во тој аспект, примерно, ако пациентот нели има пречки во говорот, како моторна афазија или во разбирањето, сензорна афазија, можеме да, според клиниката, веќе да се ориентираме во кој дел на мозокот имаме проблем, тоест во кој дел на мозокот нели настапил, дали било тоа инфаркт, крварење или некој друг процес. Да. Веќе споменавте дека мозокот е многу важен орган во нашиот организам и што се случува со него кога ќе дојде до мозочен удар?
Значи, мозочниот удар е, некој нели го вика строк, некој инсулт, ја го викам инфаркт, мозочен инфаркт, затоа што не се разликува по самиот процесот миокардниот или срцевиот инфаркт. За време на мозочниот инфаркт или удар, инсулт, настапува нели до мозочен удар доаѓа кога се запушува еден крвен сад кој го снабдува мозокот, тој дел на мозокот со крв. Збориме сега за исхемичниот, нели може да бидат исхемични или хеморагични. Конкретно за исхемичните, кога настапува поради некој коагулум се запушува тој крвен сад и не се храни тоа ткиво на мозокот со кислород и глукоза. И во тој момент, после некаде околу 3 минути, настапува клеточна смрт. Во една минута, според студиите, умираат околу 2 милиона клетки. Затоа е многу важно навремената интервенција при мозочниот удар, затоа што мозочниот удар е една животозастрашувачка, како што реков, акутна ситуација и Македонија, нашата држава, не се разликува од другите европски или поразвиени земји и кај нас представува еден од главните причини за смрт после кардиолошките и онколошките заболувања доаѓаат мозочните удари или инсулти и е многу важно навремената интервенција при мозочниот удар, затоа што, како што рековте, времето е мозок. Времето е мозок, така. Едно од 4 лица по 25-та година ќе доживее мозочен удар во текот на животот. Па кој се спаѓа во оваа ризична категорија? Во оваа ризична категорија, нели, сега спаѓаат луѓето кои што ги имаат ризичните фактори, што ги поседуваат веќе ризичните фактори за мозочните удари. Тоа се, нели, веќе сите многу ги знаеме, многу е зборено на таа тема, како крвниот притисок како еден од главните причини, нели, артериската хипертонија за настапување на мозочен инсулт, потоа срцевата аритмија или атриална фибрилација, која што се јавува, нели, со текот на годините, со зголемување на возраста, се зголемува и процентот од населението кои имаат срцева аритмија, диабетес или шекерната болест, хиперлипидемијата, зголемувањето количество на масти во крвта, алкохолот, пушењето исто така го зголемува, алкохолот, како што реков, зголемената телесна тежина, понатаму се смета, нели, во поново време дека и депресијата допринесува до настапување на мозочни удари. Кај жените посебно, пошто повеќе се изложени на мигрена, исто така и мигрената е еден од факторите за кој што може да предизвика мозочен инсулт. Тие категории претежно спаѓаат. И сега, според некои проучувања, нели, црната и жолтата раса имаат понадлежат на мозочни инсулти. Кој подложен? Црната и жолтата раса. Да. Во споредба со белата? Со белата раса. Интересен податок. Исто така, според некои податоци, нели, жените, до сега се мислеше за мажите, меѓутоа жените, нели, се подложени на мозочни удари. Затоа што со текот на годините тие подоцна влегуваат во таа ризична група на во периодот на менопауза, всушност. Во периодот на менопауза, затоа што нели претходно поради тоа што е докажано дека природните хормони како естрогенот и прогестеронот ги штитат, нели? И во време на менопаузата доаѓаат до тој ризичен во таа ризична група и по принцип жените имаат по-тешки последици, се каже, нели, со поголема симптоматика ги прележуваат мозочните удари во споредба со мажите. Исто така и користењето на контрацептиви, нели, како хормонска терапија, еден од факторите, затоа што е зголемува, имаат тенденцијата за образување на тромби, и исто така еден од факторите што допринесува. Па и бременоста е период кога може да се јават вакви проблеми. И бременоста, затоа што, нели, за време на бременоста повеќето жени развиваат хипертонија и докажано е дека жените кои што развиваат хипертонија за време на бременост имаат 5 пати поголем ризик за добивање на мозочни инсулти.
Докторе, постои ли некаква корелација помеѓу мозочните удари и вирусните инфекции, како што, например, грипот? Да, затоа што, примерно, кога имаме инфекција, се зголемуваат не само параметрите за инфекција, како CRP-то и другите инфламаторни параметри, туку имаме зголемена тенденција за згручување или засирување на крвта. И точно таа причина може да се јави и мозочен удар, нели, да се образува коагулум или тромб. Во последно време многу е поголема корелацијата и со тромбоза на синусот, венска или синусна тромбоза, која само по себе не се разликува многу во симптомите од мозочниот удар, но тромбозата, синусната или венозната тромбоза, нели, почесто се јавува кај помладата категорија, каде што немаме толку ризични фактори, примерно од 30-та до 40-та година, со симптоми слични на мозочниот удар, и заради тоа навремената терапија исто така го спречува образувањето на тромби, нели, антибиотска терапија или затоа што примерно и бактеријата може да се насели во срцевите клапи, нели, да имаме поради инфекција да се дојде до ендокардитис и со тоа се оштетува, нели, функцијата на клапата и поради тоа не се истласкува крвта, нели, правилно и се образуваат тромби, најчесто примерно во левата предкомора и може да се заедно со крвта да стигне до мозокот и да дојде до мозочен удар. Така, кога зборуваме за мозочните удари, тука се и оние така наречени мини мозочни удари. Так. Колку луѓе ќе преживеат мини мозочен удар пред да настапи оној големиот мозочен удар? Така. Или ние го викаме тоа транзиторна исхемична атака, нели? При транзиторната исхемична атака, таа трае околу 20, нели, симптомите се реверзибилни. Се повлекуваат. Околу 24 часа. По принцип во значи, тие предупредувачки знаци траат 24 часа. Максимум 24 часа. Значи не повеќе 24 часа. И тоа треба да се третира исто толку сериозно како и мозочниот удар или инсулт, затоа што важно е да се најде етиологијата, генезата која допринесла до транзиторната исхемична атака, за да се спречи поголем удар, нели, во иднина. Заради тоа е важно пациентот кој има така наречен минор строк или мини удари или транзиторна исхемична атака навремено да се јави во строк юнит или во центар каде што може да се диагностицира и каде што може да се направат дополнителни испитувања, нели, треба да се направат како дуплексонографија, да се испита срцето, да се направи трансезофагална или трансторакална ехокардиографија, треба да се направат компјутерни снимки, магнетна резонанса, каде што ќе се види причината која допринела до тоа. Многу често има и пациенти кои имаат генетски предиспозиции за образување на тромби, па мора да се направат и генетски и испитувања како тромбофилија или васкулитис во некој случај. Така, токму затоа и стручните лица од Харвард не се согласуваат сосема со оваа терминологија мини мозочен удар за волку сериозна состојба, бидејќи по повлекувањето на симптомите, искуствата говорат дека луѓето го одложуваат прегледот и не ја сваќаат премногу сериозна оваа промена што ја доживеале. Значи не сме да се одложи прегледот, веднаш треба да се појде и претпоставам дека овие предупредувачки знаци треба да се сигнали и за промена на животните навики. Точно. Ние многу често, нели, се употребува фразата дека профилаксата е најдобрата терапија, меѓутоа при мозочниот удар е точно така, профилаксата е најдобрата терапија, затоа треба да се води здрав начин на живот и колку што можно да се намалат кардиоваскуларните фактори. Понекогаш и да немаме кардиоваскуларни фактори може да дојде, нели, до мозочни инсулти, особено во помладата возраст. Имаме јувенилни причини за настапување на мозочни удари, како например некогаш правиме некое спонтано ненајдено движење со вратот, поради што може да се доведе да дојде до нагло вртење. Точно, нагло вртење, при што може да доведе до дисекција на крвен сад, каде што е нарушена интимата на крвниот сад и може да доведе до образување на тромб. И
до мозочен удар. Затоа како што реков, не секогаш кардиоваскуларните фактори се главната причина. Да, може да има и други причини. Докторе, доколку некој имал транзиторен мозочен удар, мини мозочен удар, и потоа примал терапија, дали тоа значи дека се може сосема да се елиминираат шансите за голем мозочен удар? Зависи. Или сепак е голем ризикот и покрај терапијата? Ризикот секако постои. Нели, доколку причината за така наречениот транзиторен исхемичен атак или мини ударот е атриална фибрилација, се дава средство за против засирување на крвта, за разречување на крвта, да не се образуваат толку тромби, како што се витамин К антагонисти како макумарот, ривароксабанот, апиксабанот, фактори на 10А коагулација или фактори на 2А како што е предаксата. Меѓутоа тие го спречуваат за 70%, нели? Немаат целосна заштита, сепак останува 1%, околу 30% да се јави повторен мозочен удар. Меѓутоа не само тоа, важно е начинот на живот, како што пред малку рековте, дека треба да се променат животните навики. Живееме во едно брзо време, сите негде брзаме, живееме под голем стрес и едноставно треба да ги промениме животните навики, да се прекине конзумацијата на никотин, ако веќе станува збор за пушач, да не се конзумира алкохол, да се намали телесната тежина, да се спортува и така натаму. Кои се основните симптоми кога станува збор за мозочниот удар? Основните симптоми може да варираат, меѓутоа нели најчесто имаме може да имаме искривување на устата, нели, или ние викаме фацијална пареза, централна. Тука може да се разликува периферна фацијална пареза од централна фацијална пареза, нели? Не секое искривување на устата значи мозочен удар, затоа што некогаш примерно имаме поради вирусна инфекција или поради некоја друга причина, може да имаме искривување на устата, меѓутоа тогаш е зафатена и мускулатурата на челото и немаме можност челото да се збрчка. И примерно при централната фацијална пареза, тоест кај ударот, не е зафатена мускулатурата на челото, за разлика од Значи тоа е еден од симптомите за да се направи дистинкција. Так, од периферната, нели? Понатаму, нели, симптомите може да варираат, слабост на некој екстремитет на левата или десната рака, слабост на ногата, некогаш проблеми со видот, нарушен сензибилитет, нели, нарушено чувството, понекогаш дури главоболката исто така може да Еве го всушност оној фаст тест, односно кај нас познат како гром, Г како говор, отежнат и неразбирлив, Р како раце, слабост во рацете, во раката претпоставувам, затоа што најчесто едната страна е зафатена. Така, рака што паѓа, О како одземеност, лицето е асиметричност, М како минути што побрзо да се повика брза помош, говорот секогаш ќе биде отежнат и променет? Не секогаш. Значи може да имаме мозочен удар без да ја засегнат говорот, меѓутоа се зависи во која локализација, нели, во кој дел од мозокот е настапил мозочниот удар. И примерно, ако е зафатен центарот за говор, например, ако пациентот е левучар, нели десничар најчесто, десничар, тогаш левата хемисфера, како што рековме во почетокот на емисијата, е главната хемисфера која таму се наоѓа центарот за говор. И тогаш е нарушен говорот. Меѓутоа може да имаме, нели, моторична фаза кога пациентот знае што сака да каже, меѓутоа не му доаѓаат зборовите. Имаме сензорна фаза кога имаме проблем во разбирањето. Примерно му покажуваме еден предмет на пациентот, тој кажува сосем друго, примерно, не знам, за телефон викат звонче или слично. И тогаш имаме така наречена сензорна афазија. Но не секогаш треба да биде зафатен говорот, некогаш, како што реков, може да биде само раката или само ногата. Доколку е ногата, нели, ние невролозите знаеме дека треба да се ориентираме дека во кој дел на мозокот, тогаш во областа на
артерија антериор, на пример, во мозокот или Во фронталната специфичен дел. начин некоја област на мозокот настана проблемот. Да. Според клиниката можеме веќе да имаме информација, нели, во кој дел на мозокот може да биде проблемот, но најчесто е контралатерално, тоест ако е зафатена десната страна од телото, нели, левата, проблемот е во левата хемисфера. Најважно е во тој момент, нели, роднините на пациентот, доколку пациентот не е во можност сам, нели, има потешка клинична слика и не е во можност сам да алармира брзата помош, навремено да се реагира, како што рековте, времето е мозок, и навремено се донесе пациентот во строг юнит центар или во невролошки центар, каде што може му се обезбеди соодветна терапија. Значи, секоја секунда е скапоцена. Секоја секунда. Веднаш по појавата на првите симптоми да се побара помош. Точно така. Доколку пациентот појде во болница во првите 90 минути по појавата на симптомите, колкава е шансата за опоравување? Значи, колку што е можно побрзо. Секоја секунда е важна, секоја минута е важна. Како што реков, навремено се алармира итната медицинска помош, и да се дојде во првиот клиничен центар кај што има ваква терапија. Важно е затоа што може, ова би го објаснил сликовито, исто како болидот во формула кога иде во пит стоп, нели? И тука има цел тим кој што го чека болидот и работи на тоа што побрзо, нели, болидот излезе од пит стопот, така исто и во неврологијата. Значи, треба да се алармира, екипата на итната медицинска помош треба да алармира, ние треба да го чекаме пациентот, знаеме дека има невролошка симптоматика и треба да се реагира што е можно најбрзо, затоа што секоја секунда е важна и може да се даде така наречената тромболитична терапија, нели, доколку сме во можност да ја дадеме оваа терапија, затоа што во рамките на 4,5 часа од почетокот на симптомите е само возможно да се приложи оваа терапија. Имаме клиники во светот каде што се прави и за 15 минути од доаѓањето на пациентот во болничниот центар до, ние го викаме тоа door to needle site, нели, од времето на влезот на пациентот во болницата до дека се приложи фибринолитичната терапија или терапијата што треба да го разгради тромбот, за да се реваскуларизира или да се направи, да се обнови крвопротокот на мозокот. Значи, за да се разбие тромбот кој што го блокирал крвниот сад и да може да се врати крвотокот да се на тоа реканализира место. крвниот сад. И за тоа е многу важно да се дојде на времено, и не секогаш, ние прво правиме одма лабораториска анализа, затоа што многу е важно за нас да видиме, пошто некојаш пациентот или роднините викаат, многу информацијата на роднините во тој процес е многу важна, затоа што некојаш роднините викаат да зима некои нели лекарства или витамини, меѓутоа тоа е антикоагулантна терапија уствари во всушност, и затоа е многу важно да се донесат лекарствата кои ги зима пациентот, да се дадат на екипата на медицинска помош. Тоа значи не секој може да ја прими оваа терапија, лицата кои што примаат терапија за разредување на крвта се кандидати за разложување на овој тромб? Не хеморагичен, туку исхемичен. Така, исхемичниот. Значи, оваа терапија може да се приложи, не може да се приложи кај пациентите што примаат антикоагулантна терапија како макумар или фемпрокумон. Во некои случаеви може да се приложи ако имаме примерно ИНР или времето на засирување на крвта е под 1,7. Тогаш во индивидуални, нели, од индивидуален опит, во зависност, све зависи индивидуално тогаш решение на неврологот, може да се приложи оваа терапија, меѓутоа кај пациенти кои имаат, нели, од новата антикоагулантна терапија како НОАК, како ривароксабан, ксарелтото или апиксабанот или ликвисот, тогаш не може да се приложи оваа терапија и затоа јас ја преферирам како антикоагулантна терапија, го преферирам Прадаксата, затоа што имаме антидот тука, како идарицизумаб, и може да се даде антидот па да се направи тромболитична терапија. Значи има протоколи, кај ова лекарство може да се даде доколку постои, нели, антидотот, доколку има клиничниот центар антидот за ова лекарство, за сега имаме само еден антидот за Прадаксат. За останатите, за ксерелтото, нели, за еликвисот, уште немаме антидот и заради тоа јас го преферирам лично, ја преферирам Прадаксата,
затоа што може и со ова лекарство да се направи тромболитична терапија во рамките на 4,5 часа, пак ќе повторам, Значи 4,5 часа е горната граница. Да, тоа е златното време. Сега, што се случува со оние пациенти кои што добиле мозочен удар во сон? 1/4, 25% од лицата со мозочен удар всушност доживуваат утрински мозочен удар, кога ќе се разбудат, ги забележуваат симптомите и не знаат точно кога во ноќта им се случил проблемот. Процентуално мозочниот удар или инсулт настапува најчесто во раните утрински часови, нели? Во последната фаза на сонот, околу пред да се разбуди човекот или пациентот. И во тој момент, нели, легнува вечерта, се разбудува со пајле, со лева страна или десна страна слабо, со проблеми во говорот, проблеми во видот. И ние не знаме во текот, во кој дел на ноќта, во кој период настапил мозочниот удар. Тогаш е исто многу важно на време да се дојде во клиничниот центар, во строг юнитот, поради фактот што со помош на, нели, ние во нашата клиника имаме таква можност да направиме одма магнетна резонанса, каде што со магнетната резонанса можеме да докажеме затоа што имаме со така наречен мисмач помеѓу две секвенции во магнетната резонанса, така наречената DVI флеер, каде што во почетокот во DVI секвенцата во магнетната резонанса може да се докаже, нели, да се види мозочниот инфаркт или удар, додека во флеер секвенцата не се гледа. Во флеер секвенцата се гледа после, да речеме, 6 часа. Што значи дека доколку во флеер секвенцата ние не го видиме мозочниот удар, а во DVI го видиме, тогаш ние можеме да ја приложиме таа тромболитична терапија. Ние сме во рамките на тие 4,5 часа, меѓутоа, како до сега рековме 4,5 часа, така според некои студии ние може да се приложи и до 9 часа при така наречената wake-up stroke, нели, кога пациентот станува, се буди наутро со симптоми. Тогаш ние ја нарекуваме таа симптоматика wake-up stroke и тогаш може да имаме продолжен временски прозорец за приложување на оваа терапија до 9 часа, за разлика од, нели, златното време што до сега го зборевме 4,5 часа докога настапи во текот на денот. Wake-up stroke рековте. Значи тој е утрински удар, така? Точно така, да. Какви симптоми се јавуваат кај пациентите во тој случај? По принцип истите симптоми, не се разликуваат од симптомите на мозочниот удар или инсулт кој ги настапува во текот на денот. Симптомите се исти, како што ги рековме до сега, нели? Да. А јасно ли е зошто толку често се јавуваат овие утрински мозочни удари? Па до сега не е до тој степен изјаснета, меѓутоа како што реков во последната фаза на сонот, најчесто се јавуваат овие удари. Тогаш имаме тогаш најчесто се јавува и зголемен крвен притисок во текот на ноќта. И најчесто овој удар е пропратен со зголемен крвен притисок. Исто така крвниот притисок е многу важен, затоа што вие рековте дали кај секој пациент може да се прави тромболитична терапија, не само кај тие пациенти што имаат антикоагулантна терапија, туку и кај пациентите кога крвниот притисок е над 180, не може да се приложи одма таа тромболитична терапија, туку мора да се почека или со помош на други лекарства, нели, антихипертензиви, да се симне најнапред, затоа што мора да имаме притисок под 180 систоличен притисок, тоест високиот притисок да е под 180, за да може да приложиме оваа терапија. Во спротивен случај, опасноста да искрвари пациентот е доста голема. Во денешната емисија гледачите ќе може да комуницираат со нас преку страницата на Facebook, таму ќе може да ги пратат прашањата, ние ќе направиме селекција и ќе бидат секако одговорени оние што се најрелевантни. Ние продолжуваме понатаму покрај овој начин на отстранување на тромбот кој што предизвикал блокирање на крвниот сад. Постои уште една можност, а тоа е механичко отстранување на тромбот. Сега, кои пациенти се кандидати за оваа интервенција? Така. Тромбектомија, да. Тромбектомија или ендоваскуларна реваскуларизација. Тромбектомијата, за разлика од тромболитичната терапија, може да се даде, да се направи до 24 часа.
Меѓутоа, исто како и тромболитичната терапија, што побрзо, толку подобро. По принцип, најдобро е да се приложат двете терапии. Затоа што едната и другата не значи како приложиме тромболитична терапија, не треба да се направи тромбектомијата. Најдобро е за пациентот да се направат двете терапии, доколку нели е потребно. Затоа за тромбектомијата се прави кај пациенти каде што имаме запушување на крвниот сад, тоест не настапила спонтана реваскуларизација и мора да се приложи тромбектомија. По принцип временски зависна е и оваа интервенција? И оваа интервенција временски зависна, меѓутоа порано се сметаше нели до 6 часа, па до 8 часа, според најновите студии до 24 часа може да се направи оваа терапија. Оваа терапија е многу важна затоа што по принцип кај млади пациенти кога имаме нели во почетокот на крвниот сад, да речеме има еден сегмент на артерија церебри медија нели во главата, може да се приложи, примерно ако е дистално тромбот сега, не може, но меѓутоа треба корелација помеѓу неврологот и радиологот, неврорадиологот. Оваа терапија посебно е важна затоа што нели мозокот е така изграден со крвните садови имаат добри колатерали, нели вилисовиот круг, поради тоа што ако имаме запушување на еден крвен сад, во некои случаи преку колатералите од другата страна може да се снабдува мозокот со крв. Меѓутоа, ако има двете вертебрални артерии, нели се спојуваат во една базиларна артерија која што нема колатерали. Ако имаме тука запушување на крвен сад, е многу животозастрашувачка ситуација, каде што мора да се реагира и мора да се направи таа тромбектомија, затоа што немаме друг избор. И затоа, посебно во овој случај, е многу важно да се направи тромбектомијата. Како се изведува? Дали пациентот е под анестезија или пак е буден? Пациентот по принцип не мора да биде под анестезија, меѓутоа во најчесто нели кога имаме мозочен удар, пациентот агитиран, тоест е немирен, ги движи рацете или нозете, агитира и поради тоа е подобро да се изврши под анестезија, заради тоа што со тоа би се спречило нели можноста да се направи руптура на некој крвен сад, повреда на крвен сад и со тоа да се доведе до последици. Оваа процедура трае околу 60 до 90 минути. Се зависи индивидуално, пак ќе речем. Се зависи индивидуално, меѓутоа трае околу 60 до 90 минути. И тоа е многу важно да се направи. И двете терапии е важно што побрзо да се направат. Затоа е многу битно да имаме добра логистика. Нели поразвиените европски држави имаат воведено како Германија, например, така наречена и вена система, каде што се алармира екипата на итната медицинска помош алармира уште во домот нели на пациентот, се јавува преку компјутерски дека имам пациент со лева страна или десна страна слабост и екипата на медицинската помош го чека пациентот подготвена. Целата екипата е подготвена од медицинскиот персонал, од сестрите до лекарите и до колегите од радиологија и се ослободува нели апаратурата за компјутерна томографија во зависност од тоа дали ќе се прави компјутерна томографија со ангиографија или магнетна резонанса. И како што реков, сите заеднички работат на тој процес. За жал кај нас таа логистика уште не е до толку развиена и најчесто пациентите доаѓаат, се явуваат кај нас многу покасно, после 4,5 часа или во текот на наредниот ден. Затоа е важно да се јават навремено. Ја имав пациенти кои прашуваат: докторе, мене ми рекоа дека многу рано сум дошла, многу рано сме дојдени во болница. Сакам да напоменам дека кај мозочниот удар нема многу рано, има само многу касно. Затоа што многу рано, во првите 24 часа од почетокот на симптомите, во компјутерната томографија е уредна. Тоест не може да се види мозочниот инфаркт. Точно заради тоа ние го приложуваме повеќе во нашата клиника магнетната резонанса, а не компјутерната томографија, затоа што компјутерната томографија е уредна во првите 24 часа, но како што реков, со помош на магнетната резонанса може да се направи дисмачот може да видиме, да се докаже мозочниот удар. Имаме прашања од гледачи.
Еве го првото, кој што го поставува Кристина, вели дали постои некоја нова терапија за регенерирање на нервното ткиво? Нова терапија, постојат повеќе суплементи, нели? Сега најчесто се говори за нуреидот, нели, како една супстанца од која е изградена од 9 состојки кои што на базата на природни минерали, кои што доведува до подобрување на синаптичниот пластицитет на мозокот, тоест како што реков, мозокот за жал според некои студии постои неурогенеза, меѓутоа за жал уште нема така неурогенеза според мене за да се регенерираат клетките и мозокот работи на тој начин што нели кога ќе се доведе до мозочен удар, нели изумираат нервни клетки и потоа тие нервни клетки, околните нервни клетки треба се работат ја зголемуваат соработката поинтензивно. Исто тоа би го кажал како кога мало дете нели учи да пишува, да јаде, да вози точак и слично, така би го споредил и тоа и мозокот, нели? На лицата после мозочен удар и затоа е многу важно навремено се почне со рехабилитација. Меѓутоа кога треба да почне рехабилитацијата? Пак индивидуално, меѓутоа што побрзо толку подобро. Сега ако е хеморагичен мозочен удар, со крварење, ако имаме крварење во мозокот, тогаш се препорачува подоцна да се почне со рехабилитацијата. Затоа што во првите неколку дена се препорачува нели мирување во кревет и ние ги поставуваме пациентите на 30 степени нели така да лежат на перница и да имаат нормоволемија нели со течност и со инфузија, да се контролира многу е важно и крвниот притисок да не биде поголем во рамките на 140 со 90 да речем. Докторе, доколку се применат овие две терапии што ги споменавте за елиминирање на тромбот кој што направил проблеми и довел до исхемичен мозочен удар, дали пациентите можат сосема да се вратат во нормал онакви какви што биле, доколку се интервенира во првите 4,5 часа? Може, да. Можат ли по интервенцијата да станат, да речеме, од кревет и да си заминат? По принцип, не изгледа така толку едноставно, меѓутоа може да се подобрат симптомите, нели? Со приложувањето на овие две терапии, се зголемува процентот на пациентите кои што би биле повторно функционални, нели? Можно е, но пак ќе кажам све индивидуално и све зависи од локализацијата на мозочниот удар. Затоа што не значи дека некогаш ние имаме случаи каде што е зафатен многу поголем дел од мозокот од мозочниот удар, меѓутоа пациентот има многу помала клинична слика. А некогаш имаме многу помал мозочен удар, а пациентот има поголема клинична слика, потешка клинична слика. Затоа кажувам све зависи индивидуално, меѓутоа со приложување на овие две терапии, процентот на пациенти кои се oporavуваат е многу поголем. Значи, клиничката слика не е секогаш во корелација со тежината на мозочниот удар, ако добро ве разберам. Точно така. Не е секогаш во корелација, затоа што, пак ќе кажам, зависи од во кој дел на мозокот настапил, дали било тоа хеморагичниот или исхемичниот инфаркт, удар, затоа што некогаш, примерно, ако настапи во мозочното стебло, нели, може да даде многу потешка клинична слика, поради тоа што таму се наоѓаат некои центри како центар за дишење на вегетативната нервна система, и многу е поголема клиничната слика. Или нели, ако имаме сега да речем некој мал удар во капсула интерна, тогаш може пациентот да има плегија на раката, да не може целосно да ја мрда, доколку некогаш ако во кората, нели, или на друг дел на мозокот, може да има проблеми нели или било со говорот или помала клинична слика, све зависи од локализацијата. Колкав дел од пациентите со мозочен удар ќе се соочат со траен инвалидитет? Многу пациенти остануваат со траен инвалидитет, за жал. Како што реков, мозочните инсулти се една од главните причини за смртност, нели? Имаме ние околу 1 милион мозочни удари годишно, околу 460.000 смртни случаи на светско ниво, 10 милиони луѓе живеат со трајни последици од мозочен удар.
Многу е важно, како што реков, навремено да се приложат овие терапии. Ургентна терапија. Ургентна терапија, да се почне навремено со рехабилитација, за да се спречи да се спречат трајни последици. На тој начин ние би му помогнале не само на пациентот, туку и на самото општество, затоа што самото општество добива. Еве никако општество кога би имал, тој пациент би бил утре функционален, би допринесувал за тоа општество, а и не би бил на терет на роднините. Тоа е комплексна ситуација, би рекол, затоа што не страда само пациентот, туку и сите околу него. Точно така, и блиските, затоа што во тој случај поддршката од блиските исто така е многу важна за пациентот, мотивацијата на пациентот за време на рехабилитација. Многу пациенти паѓаат во така наречена постстрок депресија после мозочниот удар и тука е многу важна функцијата на семејството, поддршката на семејството во тој процес на опоравување, како и самата мотивација на пациентот. Покрај видливите последици од мозочниот удар има и скриени, како што се уморот, потоа паметењето, размислувањето, видот, болката. Чести се ваквите проблеми? Чести се, да. Меѓутоа, тие се повеќе сврзани со микроангиопатски промени во главата. Многу често пациентите ќе дојдат на лекари, ние гледаме лакунарни инфаркти, што не ги забележале, нели пациентот ги многу често и не ги забележува овие симптоми, што викаме ние. Тоа се микроудари? Микроудари, да. Што пациентот нели ги прилежува на нога, така да речеме, кои не ги забележува, без да ги забележи овие симптоми. Меѓутоа, затоа е многу важно да се контролираат кардиоваскуларните промени, тоа што нели тие предизвикуваат промени во крвните садови, во еластичноста на крвните садови, хипертензијата ги променува крвните садови и сето тоа доведува до така наречени микроангиопатски промени во главата. Не само тоа, васкуларните промени во главата допринесуваат и до процес на деменција. Васкуларна деменција, која што често се јавува по мозочен удар. Точно така. Затоа е многу важно да се регулираат кардиоваскуларните фактори, затоа да се спречи. Можете да предвидите како пациент ќе се јави ваков вид на деменција? Ваков вид на деменција се јавува нели како што реков, кај луѓе што ги посетуваат ризичните фактори, кога не е контролиран крвниот притисок, кога кај пушачите, кај пациенти со големена телесна тежина, кои што имаат кардиоваскуларни, нели? И најчесто се јавуваат ваков, меѓутоа нечесто се јавува и деменција од мешан тип, не мора да биде само васкуларна, заедно, нели, со Алцхајмеровата или слично. Колка е веројатноста за повторен мозочен удар и дали пациентите живеат во постојан страв да не им се повтори истото? Вака сега пациентите не треба да живеат во постојан страв, да им се повтори истото, меѓутоа опасноста, нели, е според некои испитувања е најголема во првите 3 дена, па 3 недели, па 3 месеци би рекол и така натака се полека намалува. Меѓутоа не мора да значи дека мозочниот удар не е нешто што се јавува што треба да се повтори. Затоа е многу важно да се открие навремено етиологијата, тоест генезата која допринела до мозочниот удар, затоа што мозокот е само органот во кој што настапил проблемот, меѓутоа проблемот мора да се бара и на друго место, како што реков. Многу треба да се направи опширна диагностика, треба да се направи дуплексонографија, не само ангиографијата ни дава нас или резултати, затоа што и со дуплексонографијата се гледа дали се образувани плаки или масти, наслаги на крвните садови. Некојаш тие плаки може да се откинат нечесто и да отидат да доведат до запушување на крвен сад. Затоа е многу важно да се контролира, примерно на 6 месеци да се направи една дуплексонографија, да се испитаат крвните садови, да се направи ехо на срце, да се контролира крвниот притисок. Значи се тоа е дел од превенцијата, точно така, да се контролира и од спречувањето на повторен мозочен удар. Така, тоа би било истото. Да се контролира нели и холестеролот, поточно ЛДЛ холестеролот е многу важен. Јас би рекол да се држи во едни рамки на под 70 милиграм на децилитар, да се јаде медитеранска храна, како, не знам, салати, риба и слично, да се пешачи најмалку половина час дневно, нели, во рамките на можностите на индивидуално пак, меѓутоа
пешачењето, физичката активност исто така. Меѓутоа, како што реков, важна е мотивацијата на пациентот, на самата мотивација е најважна. И поддршката од семејството, нормално. Поддршката од семејството и ова е една состојба во што не е лесна, да тоа е најдобро да се води сметка, да не се случи, велат подобро да се спречи отколку да се лечи. Така. Да се оди на редовни контролни прегледи и да се живее здрав животен стил. Точно колку така. е тоа возможно во денешно време е дискутабилно, но ете да се обидеме да дадеме најмногу што можеме. Да се врати, нели, ручекот на трпезата, домашно подготвен, велат и дека македонската традиционална кујна е многу блиска до медитеранската. Така е, во право сте. Видете, пак ќе кажам, многу е важно за самиот кога пациентот, нели, навремено би бил лекуван, како што реков, би бил функционален, тоа што ние имаме тука кај нас и хроничен проблем, со тоа што ние некогаш се доведуваме во ситуација пациентот може да има трајни последици, нели, од мозочниот удар, па тоа представува терет за целата фамилија, како што реков, ние немаме така развиени центри како во другите европски земји, како на пример Германија, каде што нели има центри за рехабилитација, каде што пациентот од акутната болница, кога ќе заврши акутното лекување, оди во центри за рехабилитација, каде што може да остане и до 1 година. Додека, нели, затоа што доколку е повреден центарот, нели, за одговорен за голтањето, пациентот нема да може да голта, па нема може самостојно да се храни. И во тој случај мора да се храни преку назогастрална сонда или перкутана ендоскопска гастростомија преку во стомакот и затоа е многу важно да се спречи на време, затоа што да се спречат овие последици, затоа што, како што реков, ние имаме хроничен проблем во нашето општество, затоа што повеќето пациенти или роднини се оставени сами на себе да се наоѓаат што понатаму со пациентот, нели, има назогастрална зонда, па тој иде во домашни услови, се лекува. Ние знаеме дека секоја катетар е све што е против природата е една врата за бактерии, за инфекции, за бактерии, како што рековте, преку назогастралната зонда или преку катетрите може да се јават инфекции и тој пациент да се влоши неговата состојба поради други причини, поради инфекција, поради аспирациона пневмонија, нели, на пример, доколку аспирира храна, затоа што тој доаѓа во домашни услови, роднините не се обучени за исхрана на пациентот преку назогастралната зонда или преку пек сондата. Затоа е многу и ова е многу важно да се збори, затоа што нас ни требаат вакви центри. Ни требаат вакви центри за да не бидат пациентите оставени на терет на фамилиите во домашни услови. Затоа што многу често гледам дека пациенти се испишуваат со назогастрални зонди или со пек без притоа роднините да бидат обучени како што понатаму. Исклучително комплицирано. Ова е системски проблем кој што бара ургентно решение. Така е. Ние знаеме дека во нашите гериатриски центри се чека, има редици на листа за чекање и не е возможно практички пациентот, многу пациенти не ни дочекуваат да бидат примени во таквите центри. Затоа е важно да се отвараат вакви центри, затоа е важно да имаме подобра логистика, како што реков, на време да се доаѓа во центрите за неврологија, на време да се приложат овие терапии, за да ги спречиме понатамошните катастрофални последици. Така, значи веднаш по првите симптоми, еве неколку едноставни правила, доколку се посомневате дека некој ваш познат или близок има мозочен удар, какви наредби треба да му упатите? Првата е, еве ги на видеозидот, насмеј се. Потоа, кажи нешто, подигни ги рацете и сплази го јазикот. Така. Ова е доволно, докторе? Или би додале уште нешто, би не дополниле? Насмеј се, предпоставам дека аголот на устата ќе биде падна, така? Да, аголот на устата, кажи нешто. Да, кажи нешто. Кажавте дека не секогаш индикатор, може би некогаш. Не секогаш може да биде говорот зафатен, некогаш може да имаме само ние што ги викаме парестези, тоест нарушен сензибилитет на кожата, нели? Кога народски кажано ти ни трне левата или десната рака, исто така тоа може да биде знак за мозочен инсулт. Така, подигни ги рацете, едната рака ќе падне? Едната рака треба да има тенденција за паѓање, меѓутоа може да нема тенденција за паѓање, ние викаме пронирање, нели, кога пронираат.
Како тоа изгледа? Може ни покажете? Не мора да има тенденција за пад Добра. кон подот, туку може да пронира едната рака. Пример, вака. Аха. Нели? И тогаш тоа може да биде симптом за мозочен удар. Не мора да имаме тенденција за пад, нели? Секогаш надоле. Исплази го јазикот? Јазикот, да. Ќе биде јазикот искривен? Да, доколку биде не во сите случаи. Треба да се биде, нели, тој дел на центар во мозокот треба да биде нарушен, тоест да биде локализиран инфарктот, каде што примерно бил нарушен јадрото на хипоглосусот или на нервот одговорен за јазикот, тогаш би имале девијацијата. Но и кога се посуптилни, по-неочигледни симптомите, претпоставам дека треба веднаш да се повика брза помош. Точно така, веднаш да се повика брза помош, дури да се сомневаме за мозочен инсулт или удар, важно е да се повика брзата помош. Во тој случај би биле сигурни, нели, дали има мозочен удар или нема мозочен удар, како што реков, не треба се чека. Не треба се чека, тоа треба нашите гледачи да го знаат, затоа што не треба се чека. Нема прерано. Нема прерано. Нема да видиме да не биде подобро за минута, две, како дали ќе оди на подобро, нема да оди на подобро. Да се јават одма на итната медицинска помош и да се дојде во најблискиот клиничен центар. Дури транзиторниот, значи мини мозочниот удар исто бара брза интервенција. Точно така. И транзиторната исхемична атака или мини ударот треба да се свати исто така сериозно како и мозочниот удар или, нели, исхемичниот. Ние во тој момент не можеме да знаеме да приложиме терапија. Некои ќе кажат да приложуваме терапија, меѓутоа без компјутерна, без снимка на главата, радиолошка дијагностика, ние не можеме да бидеме сигурни дали имаме, нели, хеморагичен или исхемичен инсулт, затоа важно е да се дојде во... Но како што споменавте, не секогаш промените се гледаат на снимката. Ако имаме хеморагија, тогаш ќе биде видливост. Добро, имаме случаи кај што имаме субрахноидално крварење во мозочните обвивки, кога не можеме да го докажеме и со компјутерната томографија. Во тој случај важно е пациентот да се хоспитализира и да се направи исто така и лумбална пункција, тоест да се земе нервна течност, ликвор, заради тоа што по принцип имаме после да речеме 6 часа од субрахноидалното крварење често настапува со главоболка, која настапува наеднаш, одеднаш. Силна главоболка, која има пулсирачки карактер и тогаш примерно не може да се види ни во компјутерната томографија, па мора да се направи лумбална пункција каде што се гледа нели крв, како имаме хемосидерин или феритин, се гледа во крвта, се прават 3 проби, нели, се земаат 3 провети и се гледа, нели, тогаш може да се докаже субрахноидалното крварење и без да го имаме претходно докажано и покрај тоа што компјутерната томографија е уредна, да речем. Затоа е многу важно да се на време да се хоспитализира пациентот. Некогаш имаме, нели, епидурално крварење, кога во првите 24 часа првата компјутерна томографија е уредна, меѓутоа пациентот мора да се хоспитализира, таа е најчесто травматска, поради пат или слично, меѓутоа пациентот треба да се хоспитализира и да се наблюдува клинички. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Мислам дека на сите ни стана јасно зошто невролозите велите мозокот е време. Тоа го појаснивте во денешното издание на Телмамбуланта. Така е. Ви благодарам и на вас за поканата. Се надам дека донесовме некои интересни информации за нашите гледачи. Важно е да се јавите на време, затоа што времето е мозок. Тоа е важно да го запомним. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телмамбуланта, реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.